Од понеделник доаѓа драстична временска промена која ќе донесе вистинско студено време и снег, велат синоптичарите. Од понеделник и во следните денови ќе преовладува променливо облачно и постудено време со повремени локални врнежи од дожд, а во вторник кон среда во текот на ноќните часови ќе има услови на повисоките планини да провејува слаб снег. Утринските температури од среда ќе бидат нешто повисоки, од -1 до 7 степен, додека дневните ќе се задржат ниски во интервал од 7 до 14. Кои делови од државата ќе бидат најризични и колку ќе се задржи првиот студен бран? Овој студен бран што ќе го зафати нашето подрачје се очекува да се задржи до средината на следната работна седмица. Веќе во четврток имаме и постепен пораст на дневната температура, некаде во интервал од 11 до 17 степени. Најризични во однос на утринските температури утре и во понеделник се Пелагонискиот регион, Осоговско-Малешевскиот регион, па и долж по Вардарието имаме пониски утрински температури, а во однос на врнежите, значи од локален карактер ќе бидат, но не некој со умерен интензитет, значи нема да бидат обилни врнежи од дожд. Дали оваа есен студот и снегот стигнуваат побруго од очекувањата и зошто? Студот е вообичаен за овој период од годината, обично ноември месец секогаш сме имале таа температурна инверзија, кога во котлините и во пониските подрачја имаме пониски утрински температури, на повисоките места температурата дневна е повисока. Не е ништо невообичаено за овој период од годината, студен бран секогаш во зависност од распространетоста на ладните, топлите фронтови во атмосферата, нашето подрачје е така поставено да често сме под влијание на постуден бран од север, потопол од југ. Препораките од лекарите и во оваа прилика остануваат идентични. Тоа е поголемо внимание да им се обрати на децата, хронично болните и старите лица, како најризични групи на студ и последици од него.